доста се заинтересираните на населба речени ќе бараат постојано при вашето излагање дека нешто се гради во дените од градот, дека кај не се гради ништо и кога ќе почне во тој дел таму нешто да се превезе. Стручните служби на општина Велес подготвуваат документи правни, веројатно ќе ги наречеме спогодби, со кои ќе им понудиме на граѓаните на населбата Речени, кои немаат платено надоместок за уредување на градежно земјиште, кои имаат бесправно изградени објекти, да учествуваат со своји средства во кофинансирање на изградба на комуналната инфраструктура во нивната населба. Нелогично да ја очекуваат во ситуација кога не издвоиле средства за изградба на комунална инфраструктура и кога само со 1 евро ги легализирале своите објекти, општина Велес на свој трошок да им ја изгради комуналната инфраструктура. Мора да ги доведеме во еднаква правна положба и граѓаните на Речани, и на другите делови од градот, и на Оризари, и на другите населени места. Мора да сватат дека мора и тие да учествуваат со своји финансиски средства, доколку сакаат да имаат квалитетна инфраструктура. Мојот апел до нив е ова да го сватат сериозно, да седнеме, да разговараме и да градиме во текот на следната година многу повеќе во споредба со досегашниот период. На последната седница имаш одлука за поставување подземни контейнери. Кога може да се очекува тие да бидат поставени? Пак ќе се води постапка за јавна набавка, тоа е по програмата за следната година. Кажете ми, началниче, за мостот до каде се работите, затоа што е дошло и видат нели има опасност. Како се одвиваат, дали барем нешто превентивно да се презне? Работите одат во добар правец, бев поканет на седница на Комисијата за економски систем на владата на Република Македонија. Таму заклучија дека според законските прописи општина Велес не може да биде барател за прекатегоризација на тој дел од патот од локален во регионален, туку дека барањето треба да произлезе од Министерството за транспорт и врски како единствено надлежен законски предлагач за прекатегоризација на патиштата. Ние доставивме целокупната потребна барана документација до Министерството. Некна за тоа разговарав и со министерот и со вице-премиерот кој е задолжен за економски прашања. Очекувам во најскоро време повторно да се најде на дневен ред на Комисијата за економски систем и потоа владата да донесе одлука за прекатегоризација на патот. Во нашите барања до владата е да се изврши прекатегоризација на патот, да се издвојат средства за санирање на мостовската конструкција и тука не застануваме, туку ќе бараме да се издвојат што поголеми средства за изградба на нов мост кој ќе ја поврзе населбата Речани со градот Велес. Кажете ми за Велес газ, предпријатието до каде се работите, кога Велес ќе добие газ, ќе се гасифицира или кој што најавивте, дали во новата година би се случило тоа? Мислам дека заврши со успех тендерската постапка, избран е најповолен проектант и ревидент на техничката документација. Чекаме да поминат предвидените денови за жалба, за да може да го склучиме договорот и веднаш потоа ќе преминеме кон проектирање и потоа согласно можностите што ни ги нуди законот, таму има повеќе варијанти затоа што општината сама не може тоа да го isfinansira ни од далеку. Ќе бараме решение за да може да влеземе брзо по завршување на проектирањето и со изведба на цевководните мрежи. Што за Дијаган сакам да ве прашам. Каква е ситуацијата моментално таму, колку сте задоволни, дали нешто е превземено од минатиот пат до сега? Како се одвиваат работите за почет град? Има одредено подобрување, но јас се уште не сум задоволен, затоа денес во 13 часот е закажан состанок на кој ќе присуствувам јас и еден дел од вработените во општинската администрација со сите директори, раководители на установите кои се основани од општина Велес, вклучувајќи ги и јавните предпријатија, и училиштата, градинката, библиотеката, музеот, за да разговараме околу активностите што ни предстојат во наредниот период. Ќе искористам можноста да им укажам на некои работи кои сметам дека не се одвиваат на добар начин, како ќе ги потенцираме и добрите пракси, но и лошите примери за и останатите да
сватат дека треба да се однесуваат поодговорно и поинаку во текот на идната година. Денес е состанокот во 13 часот тука во општината. Милославче, каков одзив очекувате на свободната акција ако се знае дека 8 декември е неработен ден Свети Климент? Очекувам дека ќе има доволен број. Ние денот го одредувавме и гледајќи ги временските прогнози, се надевам дека се ќе биде и добро што е неработен ден. Не е добро како што беше ден на дрвото засадија својата иднина да прогласуваме работни денови во неработни и да се лажеме самите себе си и јавноста дека како нешто правиме, а нема никаква фајда од тоа пошумување. Ние сакаме тоа што ќе го направиме да биде не на толку големи територии, но да биде квалитетно засадено, затоа нема да ги вклучуваме учениците. Се надевам дека до сабота ќе бидат површините подготвени со орање на правење на соодветни канали. Не, тоа не знам дали шумското ќе го направи или ние со наши средства ќе ангажираме трактористи за да може да го подготват теренот. Јас вчера лично бев да направам увид на терените на Вршник. Има изворедни можности за пошумување. Дај Боже да имаме желба кај нашите сограѓани и доволно финансиски можности да купиме што повеќе садници. Таму треба да засадиме многу хектари во наредниот период, доколку сакаме да го подобриме квалитетот на живење. А услови има прекрасни. Достапни се терените. Собствени средства се на Бужинска општина. Овие да, очекуваме да не поддржи јавното предпријатие Македонски шуми, се уште траат разговорите. Ако процениме дека е ова добро што го правиме, а не може да биде поинаку, планираме да направиме нова акција за пошумување со средства кои ќе бидат предвидени во буџетот за следната година. Оваа година ние можевме толку средства да издвоиме за толку насади колку што ви кажав во претходниот дел за пошумувањето. Вие исто така деновиве градоначалниче извршивте засадување на млади садници низ градот. Како се одвиваат работите на тој план за озеленување точно на градот, баш на фреквентните места и институции? Тоа ме прави многу горд и среќен. Се радувам на секое ново засадено дрво. Успеавме да обезбедиме многу квалитетни садници, повеќе годишни. Не знам точно колку е бројката, мислам дека над 200. Колку? 125, меѓутоа ќе се зголеми уште во наредните денови, затоа што дадов налог. Сегде кај што има и најмала можност да се засади садник, ние тоа ќе го направиме во периодот додека сум јас градоначалник. Сакам што поголем број на квалитетни садници да насадиме низ градот, за да го направиме квалитетот на живење што поубав и да се бориме на тој начин против загадувањето.